при пребарување на теренот, значи во атарот на село Лазарополе, на местото, значи во районот каде што исчезнале, се изгубиле 20 значи, жители, испод самата патека која води од Миревичина Краста према Гари, шумска патека, на 200 метри испод патеката пронајден е човечки леж, така во фаза на распаѓање, и преземни се други мерки околу обезбедување на лице место, известен истражен судија кој излезе на лице место, преземни се мерки околу вршење на увидот и транспортирање на телото за понатаму, значи за обдукција. По наредба на јавниот обвинител. Рефик, вие и претходно заедно со останатите припадници на полицијата и локалното население го пребарувавте овој предел. Се работи за доста специфичен, непристапен терен, каде што значи секој дол, секој засек има своја приказ, значи своја тежина за пребарување, така да значи нашата упорност се исплати, навистина се работи на терен кај што можеби уште долго би барали и не би го пронашли. Значи, но доста непристапочно место каде што тешко се доаѓа. Така да сепак значи благодарности и на службите од специјалните единици од АРМ, на колегите од МВР и наш ангажман, значи успеаме барем едниот од нив да го пронајдеме. Предпоставуваме дека е еден од исчезнатите, значи предпоставуваме, тоа обдукцијата дополнително ќе го каже, значи дали се работи за еден од овие 20 исчезнати. Како одеше извлекувањето на телото вчера? Вие бевте на лице место со надлежните. Дали имаше проблеми бидејќи велите непристапен дел е? Да, секако, значи максимално вложиме напори да го извлечеме затоа што немаше ниту можности за хеликоптер, ниту пак нешто на друг начин да се извлече и да се транспортира. Така да ете со начовечки напори неколку сати, значи на 3 сата се движиме по тој терен со цел да го извлечеме и да се транспортира, значи со погребно возило во правец на Гостивар. Навистина доста специфичен, доста тежок терен, со што е и за движење и за ориентација. Така да сепак на крај во ноќта некаде околу 22 часот успеаме да го извлечеме на локалниот пат за Лазарополе. И уште ова да ве прашам, продолжува ли денеска потрагата во низ Бистра и во близината на Лазарополе и каде се сконцентрирани сега доколку има потрага? Да, продолжува, значи неколку тима од АРМ и наши од МВР и од полициското одделение Ростуше. Продолжуваме со активностите на терен, пребарување, сепак ова на еден начин за жал да имаме, значи трагичен настан, меѓутоа од друга страна некако ни олесни во однос на тоа дека сепак сме лоцирани, сме ориентирани каде би можеле да пребаруваме понатаму.